Ниту една земја во светот не го штити здравјето на децата од штетите од животната средина, се вели во новиот извештај. Комисијата од над 40 научници разгледуваше неколку фактори пред да подготви табели за перформансите на 180 земји низ целиот свет. Првата табела го истражува квалитетот на животот на детето од гледна точка на образование, пристап до здравствената заштита, исхраната и заштитата од насилство. Втората табела ја разгледува животната средина во која детето расте. Тука авторите ги зедоа предвид емисиите на CO2 по глава на жител во секоја земја и ја споредија со нивната цел до 2030 година договорена на самитот во Париз за климатските промени. Коавторот на студијата, Ентони Костело, е професор по глобално здравје и одржлив развој на Универзитетскиот коледж во Лондон и директор за здравје во Светската здравствена организација. WHO believe that more than a third of all deaths now are related to environmental effects in children. Air pollution, 9 out of 10 children do not breathe safe air. Unclean water, which we know is bad for nutrition. Човечкото влијание врз животната средина стана универзално прашање и предизвикува протести, особено кај младите луѓе кои веруваат дека постарите генерации ја загрозија нивната иднина. Посиромашните земји, според извештајот на Светската економска перспектива на Меѓународниот монетарен фонд, ќе сносат многу поголем товар од климатските промени. Имено зголемувањето на температурата би имало негативни последици концентрирани во земји со релативно топла клима, како што се повеќето земји со ниски приходи. We're leaving a broken world, a world with extreme events, cyclones, floods in this country right now, drought in America, in Africa, bushfires, heat waves, effects on nutrition from declining food yields, crop yields. And we've actually seen since 2015 nutrition indicators going down. So we've got a big problem. Не сите закани со кои се соочуваат младите луѓе доаѓаат од животната средина. Развојот на мобилната комуникација и социјалните медиуми, како што се наведува во студијата, доведоа до тоа децата уште во најрани години да бидат постојано бомбардирани со реклами.